Тони Тоневски е официјалниот кандидат на ВМРО ДПМН за трката за градоначалник на општина Пробиштип. Антонио Милошевски, член на извршниот комитет, вчера од Штип изјави дека Тоневски е докажан кадар со углед во општината и активна партиска ангажираност. Исто така, ВМРО ДПМН го одржа и извршниот комитет вечерва во Штип и одлучивме да определиме уште 8 кандидати за градоначалници во 8 општини. За Пробиштип имаме кандидат кој што ќе се трка за градоначалник Тони Тоневски. Во наш интерес вечера разговаравме, гледаме дека добро се одвиваат разговорите и на локално ниво со нашите општински комитети, постои сериозен интерес кај личности со добра репутација и нашата намера е што поголем број на кандидати да ги објавиме пред условно кажано илинденските празници. Дали ќе остане уште некој кандидат, би биле веројатно можеби и малку на број да се соопштат покасно, не би можел да предуцирам, но сметам дека најголемиот број на кандидати ќе ги објавиме до крајот на јули. Од ВМРО ДПМН најавува дека кандидатите, меѓу кои Тоневски, ќе работат на терен во директна комуникација со граѓаните, за да состават изборни програми според реалните потреби. На располагање ќе им биде и партискиот тим за проекти од капитално значење. Сметаме дека овие 8 кандидати за градоначалници се одговорни, исполнителни личности, кои што својата активност ја докажале не само во рамките на коалицијата на ВМРО ДПМН, туку имаат углед и во самите општини. На истите ќе им биде препорачано во следниот период да си отворат што поголема комуникација со локалните граѓани во општините, за да може да поработат директно на терен за составување на програмата која што е потребна за локални избори, а ВМРО ДПМН им стои исто така централниот штаб на располагање заедно со еден тим кој што ќе биде формиран за локалните избори да им помогне за одредени проекти кои што се од поголемо капитално значење. Тони Тоневски влегува во трката за Пробиштип со поддршка од ВМРО ДПМН со најави за проекти од капитално значење. Од него ќе се очекува не само да ги убеди граѓаните со програмата, туку и со визијата за иднината на општината. Изборната битка допрва почнува, а довербата ќе ја дадат граѓаните.